Здраво и добре дојавте во уште една епизода на Скратен корнер. Моето име е Кирил, а со мене уште еднаш се Тале. Здраво, Тале. Здраво. И Владко. Здраво, дечки. Како сте, момци? Не немаше некое време, Да. ама еве се враќаме пак. Што испуштивме кај вас, што и се дешава во животите? Многу работи. Ништо. Се е окей. Добро. Владко, нешто повозбудливо? Исто многу работи и ништо. Повеќе фудбал само. И тоа е тоа. Тоа е важното. Убаво што одма, ајде, навлеговме во фудбалот. Лигата на шампионите е при самиот крај, нашето основно најпратено надпреварување. Лигите се при самиот крај. Го најавуваме ова веќе некој месец-два дека ќе биде згусната борбата секаде. Буквално секаде испадна така, не постои некаде каде што се е решено, освен во трката за испаѓање во Англија, се останато е комплетно титулата во Англија, да. Па да, добро, но титулите се знаеа во повеќе правенства, да речеме, од топ 5 лигите. Ама сега гледаме некои интересни ситуации, како на пример тоа дека ПСЖ има огромни шанси да не стане шампион во Франција, Ливерпул дека има огромни шанси да не игра Лига на шампиони наредната сезона, па сакаме Исто и Јувентус. Исто и Јувентус после поразот во викендот од Милан. Па ај сакам да слушнам што ви се онака најзачинетите ствари што ги гледате околу. Јас сум среќен за Роналдо поред тоа што има шанса да освои куп Лига Европа спали. Таа титула реално му фали. А ти мислиш дека ќе остане ако играат Лига Европа? Нема шанси. Ама Зашто бе? Кој има играчи да останат и во втора лига, кога зашто да не остане Роналдо во Лига Европа? да, Роналдо е еден од тие многу го сака Јувентус. Мислам дека едноставно не е поврзан со клубот. Моje мислење е дека ќе си отиде од Јувентус без разлика што ќе направат Јувентус оваа сезона. Да. Не гледам иднина за него таму, особено ако продолжат со Пирло. Меѓутоа, добро, сега не ја играа сезонава на тоа ниво што очекувавме, не искористија далеку од максимумот од составот што го имаат, така што можеби оправдано би било ако не изборат топ 4, иако мислам дека Наполи ќе биде оној што ќе изгуби битката. Ќе видим. Владко, твоја Вердер се борат кон испаѓање или кон спасување? Не памтам волку лоша серија да имала некоја екипа, особено не мојот Вердер, што бегаше 15 бода пред над зона за испаѓање, беше последните 8 надпревари, еден бод има само, као сите други на нижа победи, сега се 3 екипи со ист број на бодови, од кој што Вердер е така со најтежок распоред. Се надам дека ќе опстане. Па ако ништо друго многу изненадување има во Германија на другите позиции, како што е во Лига на шампиони, ни Леверкузен, ни Гладбах, никој од тие што очекував. Франкфурт е во борба, Волсбург веќе обезбеди скоро. Ми изненади многу Мајнц, во последните 17 надпревари еден пораз има само. Беше последен со Шалке, првите 15 кола немаше победа, односно една победа во првите 15 кола. Од сигурно испаднат, отиде на средина на табела. Тоа е нереално добро. За било која екипа, не за екипа како калибарот на Мајнц. За Бундеслига многу сум запрепастен за тие екипи. Најголемо изненадување, негативно, секако ПСЖ. Не знам, во таква лига како со такви играчи не може да освои титула. Не гледам како е можно. Па, мислам дека оној лош старт што го има на првите 7-8 кола, баш и кога беше отпуштен Тухел, мислам дека многу влијаеше на остатокот од сезоната. Покетино во ниту еден момент од сезоната не изгледаше како да воспостави тим, први 11-15 луѓе во ротација, сето тоа не изгледаше како да се има одлучено кои играчи ќе ги играат главните надпревари. Видовме дека тоа го кошташе и во Лига на шампиони, што сметам дека во двата дуели беа инфериорни ПСЖ. Без Мбапе, со Мбапе не гледам како можеа многу да направат против таков противник, а во лигата
Па сега, оправданија можеби не би можел да им најдам, меѓутоа од друга страна би сакал да ги пофалам Лил за па и Монако и Лион за одличната сезона. Мислам дека оваа сезона француска лига беше нешто што не сме навикнале. Обично се еден, максимум до два клуба кои што се борат. Оваа сезона од тие 4 клуба направија цела сезона да биде интересна. Уште неколку клуба што се борат за во Европа. Меѓутоа да, многу е забележлив недостатокот од бодови кај ПСЖ. Едноставно во овој момент од сезоната од ПСЖ се очекува да има минимум 85-6 бода. Далеку се од тоа во моментот. 10 бода разлика, да. Да, и разочарувачка би рекол сезона во лигата, во Лига на шампиони можеби не толку после ланското финале, не дека очекував да играат 2 години поред финале. Сепак добар момент и добар изговор да се направи транзиција кон Лига на шампиони, кон тоа што реално не интересира. Да. Ајде, пошто почнавме со ПСЖ Сити, мислам дека од таму може да се префрлиме на таа утакмица. Вториот надпревар, Сити изгледаше доминантно. Сити изигра феноменална утакмица. Се виде, се направи, ствари разликата е направи тоа што Сити имаат многу комплетен тим кој што уигран. Тоа многу добро има помачкана тамаши на Гвардиола и тактички исто беа надбудрени, а баш се до тоа голем плюс беше што и не играше Мбапе. Неймар сите видовме дека не знае да води екипа, не знае да биде лидер. Секогаш му треба некој кој што ќе го носи притисокот, едноставно човекот се грижи само за себе, премногу е себичен за да биде лидер. Тоа е тоа. Најголемиот проблем на Неймар е тоа. Секогаш ќе гледа за себе, да биде него да му е супер, он да даде гол или да даде асистенција, да се забавува, али никогаш не се грижи за тоа со играчите да бидат подобри, да носи притисокот на тимот. И мислам дека тоа им беше многу голем минус што Мбапе не играше, пошто Мбапе излезе ствари дека се наметнува не наметливо, се наметнува како лидер во екипата. Па особено во лигата последние 7-8 надпревари, кога Неймар во голем дел од нив изостануваше, обично знаеме, ретко игра лигашки надпревари, Мбапе се наметна како единствен играч кој што може да направи некаква одлука. Дали е тоа гол, дали е асистенција, дали е клучен трк во 16-етникот, доби многу бодови на свој грб, меѓутоа испадна дека оваа против Сити ја проследи целата од трибините, не беше во можност да игра и тука завршува сезоната на ПСЖ барем нели во Европа, еден чек пред крајот. Само реваншот не го играше, првата изигра. Да, за вториот надпревар повеќе зборува. Владко, ти се сложуваш, ова беше заслужена победа на Сити во двомечот? Да, доминација, мислам дека единствена екипа со колку победи во Лига на шампиони, сите победи, лани Байер Мюнхен со една победа помалку освои Лига на шампиони. Со 11 мислам дека немаше реванши, немаше ништо. Сега Манчестер Сити сите надпревари, сите ги победи, импресивен тим, импресивни статистики кога ќе погледнеме, као само 4 гола имаат примено. Тоа е нешто нереално. 2 од Дортмунд, 1 од Порто, 1 од ПСЖ во 12 надпревари, тоа е секој трет надпревар да приме 1 гол. Мислам дека е многу малку изводливо, ретко изводливо. ПСЖ тргна убаво првиот надпревар, првите 20-30 минути одигра добро, поведе 1-0 и потоа се врати на истата тактика, као им ја препушти играта на противниците, се повлекуваат. Тоа не гледам како е правилен избор на тактика и на пристап на еден сериозен надпревар. Тоа може да го правиш кога имаш предност од првиот дуел, како што беше против Барселона, кој даваш 4 гола и после им ја препушташ играта на другите. Не можеш тоа да го правиш цело време константно на секој двомеч, и против Барселона и против Байер Мюнхен, тоа го видовме. Не може секогаш да биде среќата на твоја страна. И Манчестер Сити, мислам дека второ полувреме на првиот надпревар покажа уствари колку е моќен и една клучна измена на Гвардиола, кога го извади Кансело,
кој имаше жолт картон или кога внесе Зинченко, мислам дека го смени целиот тек на играта. Почна и побрзо да проигруваат, мислам дека од 70 минута до 90 до крај не изгреше ни еден пас, побрзо темпо на игра, точно од нога на нога додавања, брзи контри, брзи проигрувања, мислам дека на теренот изгледаше како да има 3 играчи повеќе, не е само еден. Реваншот исто, Манчестер Сити кога почна си ја згази топката, не им дада простор на Париз да нападнат. Дури очекував и повеќе од Париз, мислев дека барем ќе дадат еден гол барем најмалку. Меѓутоа немаше некоја волја као да прифатија пораз уште пред да излегува на терен, као тоа не ми се допаѓа кај таков гигант, нели гигант условно речено, као екипа со такви играчи, со такви очекувања, не знам, очекував посериозен пристап и Неймар повеќе да ги влече играчите, како што нели да ги тера да направат повеќе, меѓутоа ништо не видов. Последен пат кога ќе се повторам, тоа го видов лани против Аталанта, меѓутоа Аталанта и Манчестер Сити не е исто. И не знам. Тешко се пишува на ваков Париз со вакви играчи, особено треба се појачат во средина, не може со Паредес и со Данило и со таква игра да освоиш Лига на шампиони. Така, две работи што би рекол како највпечатливи од вториот надпревар. Од 60-та до 90-та минута Сити ги притисна ПСЖ буквално на последните 30 метри пред нивниот гол. Пола саат ПСЖ не можеше не само да помине пола терен, не можеше да стигне до пола терен. Топката многу ретко стигнуваше до Неймар, кога и да стигнеше до Неймар, Неймар или пробуваше да оди на фаул, за да, нели, логично, пошто тоа има единствен начин да се преселат во другиот 16-тник со некој центаршут. Ама планот на игра мислам дека не успеа во вториот надпревар, особено во второто полувреме, кога веќе Сити ја имаше предноста, доминираше со се на теренот. Со топката, со играта, со иницијативата, со расположението на играчите, со тактичките фаули што ги правеше. Сити беа сите паметни, што ме води до вториот заклучок од вториот надпревар, односот на ПСЖ. Значи, во моментот кога почнаа да губат, почнаа да се однесуваат како дивјаци на терен. Не знам што беше оноа губење на свеста на Ди Марија, комплетно непотребен потек за црвен картон, потоа уште неколку провокации од страна на Верати, кои што исто така беа многу непотребни, многу груба игра до самиот крај. Верати нели изјави дека судијата го опцул. Тоа не знам дали го видите, дали го прочита и затоа избувнал толку. Иначе Ди Марија и таквите испади само неоправдани, као неоправдам такви работи. Мразам лоши губитници, не знам да прифатат пораз, реално беа послаби. Ги пружија најдобрите 11 што ги можеа во моментот и Карди као што важи за еден од најдобрите напаѓачи, нели не се виде човекот во двата надпревари. Особено во вториот, кога 70 минути прв пат го видовме кога излезе да влезе Кин на негово место, као одбраната на Сити толку добро го затвори што не знам, не само него туку сите. Ја мислам дека шут не помина, као сите беа изблокирани, као кога имаше зид буквално, као и Диас и сите као феноменална и одбрана, не се вида напаѓачите на ПСЖ. Како? Кога Ама Гепсен игра. Многу пожртвувано. Онака дава, мислам, 150% на терен, не 100%, но 150% дава на терен, посебно одбраната и средниот терен. Изгина. Имаше, мислам, дека една реакција нели кој изблокира шут на некој од ПСЖ, на Неймар, мислам дека беше. Мислам дека беше Диас. Или Диас, да. Кој изблокира и као и Зинченко и сите као се гушка као да освоиле Лига на шампиони, а не да изблокирале шут као. Добро, тоа е правилниот, мислам, став ако сакаш да победиш, тоа е победничкиот став, одиш кон што и да треба за победа. И морам да го пофалам само од кај Сити Фоден, као неверојатен играч, како двомеч изигра. Откритие на сезоната, јас би рекол. Фоден, ако читаш, ако слушаш уствари, друже, алал да ти е. Браво. Вака част. Well done, Mr. Foden, well done. Јам слободна врточетка за него. Супер. Тоа, младо дете, ако. Нека се радуваат децата, дека има љубов. Од другата страна, Сити
се сретнува со клубот чиј дрес го носам во моментов, со Челси. Челси помина едно тешко, би рекол, полуфинале со Реал Мадрид, каде што не беше толку многу неизвестно, можеби, меѓутоа двата надпревари беа доста исполнети со трчање, шанси за двете екипи. Втората, можеби, Челси успеа да ги затвори доволно добро, Реал, ајде, можеби не беа толку впечатливи. Во првата мислам дека Реал беше можеби малку поблиску до победа, но според предвидувањата во изминативе, колку да кажеме, месец дена, Челси ни ги оправда очекувањата и се пласираше во финалето. Иако многумина го отпиша уште во моментот кога Лампард беше отпуштен. Да. Дали вистинскиот, прашањето ми е дали вистинскиот тим отиде во финалето од оваа страна на жепката? Според двомечот, овој што го видовме, дефинитивно да. Дефинитивно. Да. Двата надпревари беше подобар противник, особено вториот, кај што Реал Мадрид, освен шутот на Бензема во првите 10 минути, мислам 10 минута 15 кој да беше, друго ништо не покажа, тотално беа затворени. Мене ме чудеше како со таква никаква игра, благоречено никаква игра, што стварно не повлекува ништо, не треба, не знам, не креира ништо, како цело време беа резултатски во игра. До вториот гол. Само еден гол им требаше. И пред да го прима тој гол, цело време еден гол. Да. Цело време им фали само еден гол. И не превземаат ништо, и не превземаат. Као Челси, кога го гледам на преврат, као Челси да бркаше еден, Челси кога му требаше тој еден гол, не на Реал Мадрид. И шанси цело време, као. Не знам, секогаш сите изиграат добро, и Хаверц, и Канте, да не го избориме. Мислам дека тотално ги, не знам, Тухел одлично ги постави играчите. Не се видоа ни Крос, ни Модрич, ништо. Касемиро да не збориме. Касемиро обично знае да покри и поназад и напред. Сега ништо. Касемиро тотална утка. Хазард па да не збориме. Дури испадот на крај што се смееше со бившите со играчи. Не знам. Реал Мадрид никако не заслужи да влезе во финал. Мислев пред жребката, мислев дека ќе влезе. Пред жребката мислам, пред двомечот мислев дека ќе помине, меѓутоа ова што го видов разочарување, каков кралски клуб, какви. Види, мислам дека многу голем фактор беше свежината на играчите. Реал во овој момент од сезоната го гледаме и последниот месец во лигата и гледаме и како играат во лигата на шампионите, пробуваат да штедат енергија секаде кај што можат. Сепак е тоа прилично стар тим, особено во однос на овој тим на Челси. Прилично стар тим, многу долго време зависи од истите првотимци. Од колку одамна не памтиме Модрич, Крос, Касемиро, Серхио Рамос, Варан, Карвахал, Бензема. Многу одамна не одмориме. Многу одамна не одмориле онака убаво. Може треба да имаат широко истерни играчи. Не, има, меѓутоа знаеме дека Зидан од секогаш си приоритизира некои 13-14 играчи што многу повеќе ги игра отколку другите. И кај него многу ретко добиваат минутажа оние што се не толку голем дел од првиот состав. И мислам дека тоа беше клучното. Челси излегува во двомечов и во двата надпревари од двомечот доста свежи. Ротацијата на Тухел откако е дојден е безпрекорна, би рекол, успеа многу тактички, многу паметно да ги одмори сите играчи во текот на сезоната. Никој од играчите не беше преработен, дури еден Канте што нема логична замена за него на клупата, добива доволно одмор со тоа што понекогаш Ковачич, понекогаш Жоргиньо ја покриваат улогата, можеби не во целост, знаеме дека не си истиот играч, но покриваат доволно за да може тој тим да функционира. Тухел откако стигна си направи доволно простор за тие играчи да знаат како да соработуваат заедно, без при тоа да мора да бидат одредени играчи секогаш присутни. Видовме дека може овој тим и без Хаверц во првата постава, видовме дека може овој тим и без Маунт во првата постава, видовме дека може и без Канте во првата постава. Тиаго Силва им фалеше на еден подолг период, се врати, пак без проблем се адаптираше на составот, така што
Да, импресиониран од тоа како лесно успеа да се пласираат во финалето, иако реално уште од почеток на нокаут фазата се надевав некако дека ќе се. Да, ама кога ќе го видиш, нели, списокот на играчи што го има Тухел, односно Челзи, не може да каже дека Тиаго Силва или не знам кој не може да се замени. Кој има премногу играчи на иста позиција што сите се на висок квалитет. Можеби не на нивото на Тиаго Силва, ама исто се со висок квалитет. Рудигер одигра феноменално, не знам таква претходно не сум го гледал тој знае колку добар играч, меѓутоа во време на Тухел са ненормално игра на доста добро. Па да, обично се зависи од тоа колку тренерот верува во играчите. Ако тренерот не верува во одредени играчи, тоа се осеќа, пошто прават грешки, не се сигурни. Најверојатно тоа успел Тухел да го наметне кај повеќето играчи таму во тимот, па со тоа што им дава шанса на сите помалку да играат, да не се осеќа некој изоставен. Го има створено, го има креирано тој тимски дух, па и играчите играат како тим, не како индивидуалци, и истото што го има и Сити моментално. И мислам дека тој сигурен сум дека ќе имаме одлично финале, поради тоа што баш и двата тима се многу јаки, инаку за Реал можам да се согласам со Кире, бидејќи има неколку повредени играчи и се уште се подпираат. Играта им зависи од средината, а средината ако ја затвориш толку е Бензема изолиран, ако не добие топка не може да даде гол и тоа е тоа. Нема што повеќе се бара. Баш што го нема Рамос у позадина да стои позади средината за да се осеќаат они посигурно и да можат да влечат напред. И мислам дека се си зема по нешто онака од целиот тој Реал што го знаеме. И иако ме изненадија со тоа што кажате веќе се уште беа во игра, можеа гол да и да продадат понатаму. Јас немам никаква замерка да речеме за сезоната на Реал, бидејќи мислам дека направија максимум. Зидан извади максимум од она што можеше да се извади од тимот. Да, дека не беа компетитивни против Челзи, не беа на терен, тоа што кажа Владко. Стварно се гледаше огромна разлика на терен. Челзи тоа што го играше беше доминантно во двата надпревари. Меѓутоа резултатски остана до крај во игра, беа многу блиску до уште едно финале, ама едноставно составов е доста истрошен. Доста говори фактот што втор стрелец оваа сезона на Реал Мадрид во сите надпреварувања е Касемиро со 6 голови. Значи, освен Бензема, никој не дава офанзивна продукција од тој клуб. Тоа е проблемот. Винисиус Жуниор има некои 5 гола во сите конкуренции. Ама колку пати има истрчено у контра? Тоа е тоа. Мислам, пробува Зидан да извади максимум од неговата брзина и ја користи брзината како некој тип на тајно оружје, ама кога изостанува реализација, едноставно тој играч не може да биде толку користен. Чабе везеш Маро. Така. Добро, ајде тоаш да ја завршиме оваа дискусија со едно кратко предвидување какво финале очекуваме. Ќе давам мала кратка најава. Челси и Манчестер Сити досега во историјата си имаат сретнато 167 пати во сите надпреварувања, 68 победи на страната на Челси и 58 победи на страната на Сити со 40 нерешени. Последниот надпревар од кој беше викендов во домашната лига, каде што Челси со пресврт успеа да победи. Многу важни 4 бода за остварување на пласман во топ 4 за Челси. 3. Така. Сите се толку добри што бодовите против нив 4 се рачунаат. Тоа треба, реално. Што очекуваме? Мислам, дали очекуваме овој надпревар да го промени, ајде да речеме, мислењето на Пеп во пресрет на финалето. Дали очекувате дека овој надпревар ќе направи тој повторно да премислува тактики или да измислува топла вода? Ја мислам дека си научи лекцијата со менувањето на тактики од претходно и од овој надпревар само мислам дека и двајцата тренери не си ги покажаа максимум стилите и тактиките што би правеле во финалето. Премногу тактизираа за овој меч. И
ќе биде мислам уште појако финалето, поради тоа што двете екипи многу сакаат да освојат титулата. Да. Онака се ептен запалени за титулата и ќе гледаме многу поквалитетен фудбал, али многу попредпазлив би рекол во финале, пошто е финале, нели, не е како сега. И да, мислам дека може да биде нешто и како нерешено финалето. Па да, ако биде нерешено 30 минути продолжение, ако не се реши тоа пенали, ајде. така. Мое предвидување, види, ако одам според тоа што ми кажува разумот, мислам дека е време на Сити. Сити знаат дека се дојдени на оваа можност да ја искористат прв пат после, нели, откако им почнаа инвестициите од 2009, прв пат се во ваква ситуација. Не верувам дека постои простор за сомнеш кај нив, тие одат да го освојат ова финале дефинитивно. Мислам дека се фаворити и очекувам да ја оправдаат фаворитската улога со добра игра. Меѓутоа, добрата игра не мора да значи победа. Тухел покажа дека и со добра и со лоша игра знае како да оствари победа, макар минимална. Гледаме дека одлично неутрализира противник. Мое предвидување резултатско немам, некако ми кажува дека Челси би можел, поради шампионскиот менталитет, Челси би можел да се догура до оваа титула. Тоа мислам. Ајде, вие двајца нешто плюс? Изначени си двете екипи. Изначени, како што беа изначени во полуфиналето сите 4 екипи, така си и финалот. Имаат и двете екипи подеднакво иста желба, како што кажа, подеднакво иста желба за да освојат титулата. Им се гледа во игра. И тренерите се дека ќе биде нерешено. Така. Да. Можно е, многу е можно. Се кажува, се упатува на тоа дека ќе заврши нерешено и дека ќе се одлучува на пенали, пошто се стварно многу изначени. Освен ако не кракне едниот тим после примен гол, па после да се деси нешто, ама не верувам. Ја мислам дека е право време за Манчестер Сити да освои титула. Многу долго вложува, еве Гвардиола го донесува, конечно му се уклопија коцките. Барселона е слаба во криза, Реал Мадрид треба, очигледно му треба промена на генерации. Среќа имаше Бајерн Мюнхен испадна од ПСЖ несрекно. Среќа во ждрепка може да се каже, изигра само еден двомеч добро. Мислам добро, требаше да изигра против Париз. Не знам кој ќе освои, мислам дека му да реално на хартија Манчестер Сити е многу појак од Челси. Меѓутоа не е мерило овој двомеч викендов што беше, бидејќи беше експериментален. Повеќе ме е мерило во купот Челси како го издоминира Манчестер Сити 1-0 кога победи. Тогаш му одржа лекција. Не дека беше кој знае колку по надмокен, меѓутоа многу добро се поставија, си го добија тоа што го очекува, тоа што го бара самите играчи, нели? Мислам дека финале во еден надпревар дури послабиот има поголеми шанси да освои, бидејќи нели Манчестер Сити тоа најдобро го знае од лани против Лион, џаба и подобар, една контра, една ситница ќе ти смени цел тек на надпревар, така што искрено мислам дека Сити ја заслужува титулава и редно време, бидејќи 10 години игра врвен фудбал, се тоа играчи како Де Брујне, како Стерлинг, како Гундоган, како Фернандињо треба да освојат титула, меѓутоа не знам, не би се осудал да ја нели на почеток на сезона го издрав Манчестер Сити како шампион, во финале рекол против ПСЖ и Бајерн, меѓутоа ждрепката одлучи. Порано се сретнат тие екипи, така да не знам. Искрено мала предност му давам, појаќе Манчестер Сити, ама искрено мала предност му давам на Челси, баш заради Тухел и ради ова што го гледам, трансформацијата од Лампард со Тухел, Челси е као 2 нивоа погоре. Ако немам фаворит, сакам да освои Сити, меѓутоа блага предност дам на Челси, не знам зашто, ќе биде аутсайдер според Сите, ама не би рекол дека ќе биде аутсайдер, ама аутсайдер е веќе каде. Според кладилници, според Сите. Ќе видиме. Ајде. Добро.
Мислам дека издискутиравме се што сакавме да кажеме. Дечки, дали сме окей со тоа да ставиме крај на овој ептен скратен корнер? Да. Да. Може да. Со нова епизода чекајте не многу поблиску до финалето. Ќе направиме еден осврт на се она што се случува во пресред на финалето. До тогаш останете добри, гледајте фудбал. И скратен корнер обавезно. Whatever. Секако. Препорачајте на вашите пријатели што пратат фудбал или на сите оние што сакаат да гледаат убави луѓе во екран. И пингајте го фода, не заборавајте, го споменавме за да се дешава. Тоа е тоа. Батче има бртучатка за него. Тоа е тоа. Ептен скратен корнер, уште една епизода, се одјавуваме. Сајонара. Чао.